Охридско и Преспанско пред Илинденското востание, за време на истото и по него, имало голем број на војводи, кои пожртвувано се вклучиле во ослободителниот процес. Охридскиот револуционерен округ влегува во редот на најорганизираните окрузи на Битолскиот окружен комитет, во кој револуционерната работа е започната релативно рано, после формирањето на Македонската револуционерна организација во 1893, што значи тамо веќе основите се поставени во 1894 година, до 1996 година има значајни резултати, но она е сепак се уште учителска и еснавска револуционерна структура и повеќе градска по своите основи, што значи заостанува Охридското село за тоа. Меѓутоа, 1896 година, после посветувањето на Христо Узунов и на други, како што е Смиле Војданов, бидејќи се тие врсници заедно учеле, заедно влегуваат во организацијата, за 2 години веќе е воспоставена целокупната мрежа во Охридскиот реон. Тој е бил заробеник на сиромаштијата. Завршил 3 клас во својот град, но чекал понатаму бил невозможен. Пробал да запише гимназија во Солун, неуспешно. Пробал во Софија, неуспешно. Се обидел и во Кюстендил, Самоков, се било исто. Веќе дошол во ситуација да гладува и да премрува, така да се каже, за да во еден момент некој негов земјак од Пловдив го повикува да работи како работник во кожарската негова работилница. Се закрепил, така да се каже, во една екзистенцијална смисла, си го почувствувал телото и животот, меѓутоа неговото срце и неговата идеја била поврзана апсолутно со Македонија. Во 1896 година се вратил во Охрид, каде што станал учител во основното училиште Свети Кирил и Методи заедно со Христо Узунов. Меѓутоа, 2 години после тоа се јавува едно лице кое што почнало да им штрчи на посветените револуционери, млади, ентузиазирани за борба и, така да се каже, за недозволување на влез на други пропаганди. Станува збор за личноста на Димитар Грданов, кој што инаку е припадник на грчката патриаршија, меѓутоа во еден момент е купен од српската пропаганда и се готвел да отвори српско училиште и да ја донеси во Охрид и во Струга српската пропаганда на тој начин, да ја легитимира, легализира, така да се каже. Христо Матов, например, во своите белешки пишува дека 98 година веќе едно подолго време се зборувало околу Грданов и потребата тој да се елиминира, па при една негова посета на Струга, барем Христо Матов, како што пише, ги собрал Кирила Прличев, Христо Узунов, Патчев и други револуционери и решил да им сугерира, доста се кројат работите, треба и да се стори самото дело. За тоа кој да го направи делото, влечеле ждрепка. Ќе го употребе поимот шкурта, тоа е албански збор и станува збор кој ќе го извлечи најкусото стапче, практично. Го извлекол Нелчинов. Меѓутоа Нелчинов бил друга природа. Нежен, внимателен, одаден на делото, меѓутоа не и да извршено такво дело и признал и се јавил Методија Пачев, ако вложиш во организацијата 10 Наполеони, јас ќе ја преземам таа улога и од кога тие средства легнале во касата на организацијата за самото дело,
Методија Пачев отворено во сред бел ден, во сред Охрид, отишол и го застрелал Димитра Грданова. Биле присутни на тој чин секако ако се случи нешто непредвидено Кирил Прличев и Христо Узунов, и бил уапсен и осуден на долги години робија. До амнестирањето во 1901 година Методија Пачев се наоѓал во битолскиот затвор. Во јануари 1902 година Методија Пачев застанал на чело на агитациона организацијска чета во Прилепско. На 25 март 1902 година четата влегла во село Кадино, Прилепско, каде што била забележана и предадена. Методија Пачев и шестмината негови другари се бореле 22 часа, но кога им снемало муниција, одлучиле да се самоубијат, извршувајќи го првото групно самоубиство. И сакале со последниот чин да го осветлат него уште повеќе, односно да блесни нивниот пример како порака на другите членови. Се самоубиваат сите 8 души и веста дека масовната саможртва одекнала секавично, точно како секавица, осветлувајќи го целиот простор на револуционерната организација и во Македонија и на оние институции на организацијата во Бугарија, на македонската емиграција револуционерно поврзана со македонското дело, и она станала споменик, практично еден споменик кој што се врежал во срцата и во умот на револуционерните организации и покажал дека делото, барајќи крајни жртви, практично постанува посветло, појасно, повредно во таа смисла. И тука би завршил со реченицата на Христо Матов, кој што кажува дека организацијата воспитала такви луѓе кои што практично ја презреле смртта, сосема сознателно давајќи го својот живот и кои што од смртта направиле ништо. Во писмата и исповеди на еден четник 1902 година, Христо Силјанов ги пренесол своите емоции и мисли откако дознал за самоубиството на Методија Пачев и неговите четници. Една по една собиравме народни метални парички. Да се подкупи судот, да се плати скапиот затвореник. А се видовме пред 4 месеци. Тој одеше на пат за Прилеп, да стане војвода. Се прегрнавме силно. Патиштата ни беа полни со неизвестност. Овој човек на посебен начин ги комбинираше кроткоста и моќта на духот. И да заврши толку рано. Нека битово и сиот свет се восхитуваат, али царите на смртта се достојни за восхит. Двете песни за Пачев и за Узунов и двете судбини, мислам дека влегуваат исто така во еден процес во кој што се враќам на самотијата и на Ками, осамениот човек во светската историја мисли дека со тој чин колективно ослободува некого. Разбирате? И еден од најголемите филозофи на модерните времиња, Емил Сиоран, во својата книга Краток преглед на распаѓањето, Le Précis de Décomposition, Précis de Décomposition, тоа е оригиналниот наслов на француски, тој рече дека всушност херојот, решавајќи одредена лична форма на саможртва, всушност разрешува некоја енигма која може во иднината да ги корне срцата на
идните идеалисти, и во таа смисла Патчев и Узунов се тие две духовни светли визии на македонската историја во минатото, во сегашноста и во иднината. Целосната физиономија на Христо Узунов, неговата национална, идеолошка, културолошка карактеристика, влијаеле неколку фактори. Пред сето е Охридската градска средина од каде што потекнува, понатаму неговото семејство. Тој е дете на учител од времето на природбата, познатиот Димитар Узунов, кој што и пишувал учебници на македонско наречје. Тоа го наоѓаме во документите, тој израз. Близок роднина му е Григор Парличев, кој што исто соработува со неговиот татко Димитар Узунов и добар дел од природбата во Охридскиот крај ја водат тие двајца. Неговата мајка Анастасија Узунова по потекло била ќерка на Георги Чакаров и била прва братучетка на Христо и Милан Матови. Таа останала вдовица на 25 годишна возраст и ги растела децата сама. Има дадено клетва пред организацијата како член на самата организација. На тој начин и неговата куќа е собиралиште не само на револуционери, туку и магазин на оружје, кој што мошне совесно, внимателно и грижливо го чувала и неговата мајка. Затоа особено пишува неговиот брат Ангел Узунов. Основното училиште го завршил во Охрид, а учебната 1894-1895 година учел во Солунската бугарска машка гимназија. Таму бил привлечен кон ВМРО од Даме Груев и бил искапен во револуционерниот котел, давајќи ја револуционерната заклетва проследена со бакнување на камата и револверот. Христо Узунов е поставен како главен практично над четите во Охридско. Тој до тогаш игра голема улога во воспоставувањето на мрежата и во инспекцијата на четите, уште пред самото востание, и неговата подвижност, така да се каже, на теренот му овозможува да запознае голем број на луѓе. Самиот е впечатлив како појава, внушителен е во своите говори и во мотивирањето на селаните и на младите луѓе за учество во револуцијата, бидејќи станува збор за една личност која што е многу честна, личност која што е предана со идеали на револуционерното дело, а тоа зрачело практично од неговата личност. Христо ги обиколуваше селата, користејќи ја за тие своји патувања својата нова должност како инспектор при спроведувањето на испитите во училиштата. Покрај организирањето на луѓето се јави потреба за оружје. За кратко време беа создадени и отворени два многу сигурни канали за негово пренесување. Така поминаа годините, 1900-та и 1901-та, кога Христо веќе беше учител во Централното машко училиште во Малото Варош. Методија Патчев и Христо Узунов имале меѓусебна голема доверба и приврзаност и често оделе заедно при навиката на Христо Узунов да се камуфлира како свештено лице, бидејќи и му личала таа облека, станува збор за крупен маж со бујна брада. Методија Патчев, за разлика од него, бил доста понизок, па во поделбата на улогите тој изигрувал клисар што го носел котлето со посветена вода. Узунов беше голем љубител на лути пиперчиња. И кога полицијата ни беше зад петици, тој ми рече: "Што и да биде, јас пиперчиња нема да оставам." И се врати. Ја зеде чинијата, ја стави под мантија преслечен како поп и се премести во друг стан. Каде да отидеше? Во кој стан и да отидеше, никој не можеше да се посомнева дека не е поп, дека под мантијата има четничка униформа.
Добар човек. Не само преданост, туку храброст, честност, строгост, но и правичност секогаш биле познати на во широки кругови и секаде бил приман со задоволство и околу присуството во било кое место представувало повод на собирање, на народно широко собирање, каде што пак покрај другото Христо Узунов бил даровит говорник, секогаш им говорил за идеалите на самото револуционерно дело, пленувајќи ги, така да се каже, душите и срцата на присутните. На 24 април 1905 година Христо Узунов заминал од Крушево за Кичевско, придружуван од страна на 14 соработници, добро вооружени четници и 2 војводи, со цел да го исполнат решението за екзекуција на 15 ренегати во една ноќ. Неговата револуционерна и животна врвица завршува во Цер и во драмата во април месец 1905 година, после една поширока обиколка на Крушевско, Демирхисарско, Крушевско, со низа индикатори дека е извршено предавство. Веќе се решиле да го извршат чинот на себежртвување масовно, се наредиле еден спроти друг во редица, самиот Христо Узунов бил на средината и еден во друг ги впериле револверите или во срцето, или во челото и го испукале последниот куршум, со тоа што Христо Матов последен бил устрелан и на тој начин целата чета практично го поднела она што било последно да може да се плати како цена, тоа е својот млад живот, за да се засили, така да се каже, со крајната жртва идеалот во кој што верувале. Кога кајмакамот Кичевски, како предводник на турскиот аскар на жандармеријата и башибозокот, почувствувал дека нема никаков глас и отпор и дека настанала некоја штама, а куќата веќе горела од чатијата, па и таванот уште при земјата, наредил да се погледа од страна на еден од турските војници, кој што вџашен од тоа што го видел, соопштил, ја разбиле вратата и од кога ги видел, ги построил своите војници, им одржал говор, им кажал дека ние мислевме дека се бориме со бандити, а ние се бориме со револуционери кои што се борат за слобода на својата земја и тоа е пример како треба да се борат практично сите што ја сака слободата, правдата и слично. Наредил свечени плотуни кои што биле испалени и наредил турското знаме да се бил кренат јарбол и според податоците тоа знаме се вело до 1912 година. Така што од една страна можеме да го профилираме како идејник и масовник, од друга страна Христо Узунов е аскет. Контрадикторно, меѓутоа, за успех на една револуционерна дејност е токму тоа. Дури и современикот, и италијански дипломатски представник во Охридскиот крај Еторе Лоди, кој што поприлично ја следи активноста на Христо Узунов, е оној кој што навистина ни соопштува во кој домен е присутна таа контрадикторност во карактерните црти на кај Христо Узунов, кој што во еден период е толку многу посветен и дава кон организацијата, но во еден момент е толку суров кон самиот себе си, па и следен од своите соборци
11 млади луѓе кои што Еторе Лоде ги гледа со отворени рани и го гледа војводата со се уште свежа крв на неговото чело, тоа е црта на човек кој што до максимум верувал во револуционерната идеологија. Христо Узунов за збогум напишал писма, едно до својата мајка и друго до своите браќа во борбата. Тие писма се најголем споменик на патриотизмот и благородството на Христо Узунов. Христо Узунов е личност која што до крај се има вложено во делото. Од неговите писма се гледа дека практично тој втората мајка или таа што на која припаѓа како граѓанин, како која што му е родина Македонија, дури и дава предност пред неговата биолошка мајка. Те молам, во името пак на моите свети чувства кон тебе, да не жалиш, ни да плачеш за мене. Најзадоволен ке се чувствувам ако ти со твоите држења бидеш пример за другите мајки и сопруги. Специфично е неговото писмо кое што го пишува пред крајот, пред самиот само жртвен чин во Цер, каде што гледа да ги пријави сите аномалии во самата организација. Спомнува пак она негова мисла за лични амбиции, за личен престиж на определени луѓе кои што можеби и залутале во организацијата, тој не заборави во смртниот час да ги спомене. Тој бара единство и консолидација на организацијата и во последниот час. Тоа се луѓе навистина фанатично определени кон една идеја која што ветувала, меѓутоа имала и своји соперници во актуелниот момент и не биле малку. Човек од Охридскиот крај. За него дознаваме од запишаните мемуари на професорот Милетич. Тој некаде во 1904 година добар дел од војводскиот кадар кој што се нашол во Софија се состанал со нив и запишувал кој што како доживеал, па од тука и спомените на Смиле Војданов, на Дејан Димитров од Охридскиот крај, Никола Елшанин исто од Охридскиот крај. Го дознаваме прво како четник за време на нелегалната дејност на Никола Петров Русински, кој што тој ги поставува основите на револуционерната нелегална дејност во тој крај. И мислам дека поставил солидна основа да истото го продолжи Христо Узунов. Така што Смиле Војданов ќе биде еден од војводите на охридските револуционерни реони кои што биле создадени пред востанието. За време на Илинденското востание, Смиле Војданов се борел со четата на Дејан Димитров во реонот на Горна Дебарца. По задушувањето на Илинденското востание, дел од четата на војводата Смиле Војданов се демобилизирала, а со останатите востаници кон крајот на 1903 година тој се повлекол во Бугарија. Бара спас во слободната територија во Бугарија. Меѓутоа, природно надарен, имал некоја наобразба и важел во своето место како учител. Меѓутоа, во секој случај се определува да замине од Балканскиот полуостров и заминува во Соединетите Американски држави. Меѓутоа, соработува со оние луѓе кои што многу се поблиски до она македонистичка опција, па и еден од основачите на Македонскиот независен сојуз. Комитетот развил забрзана дејност и во 1931 година бил свикан основачки конгрес, на кој биле поставени основите на Македонскиот народен емигрантски сојуз во Америка. Бил прифатен устав, бил избран ЦК на чело со Смиле Војданов.
Цел на МНС била борбата за обединета и независна Македонија, која би влегла како самостојна единица во Балканската федерација. Мислам дека сепак една од поголемите заслуги за Смиле Војданов е неговата лична инвестиција или неговото лично дарување на средства за да се построи клиничкиот центар во Скопје. Фактички денешниот клинички центар кој што го имаме на ниво на Република Македонија ја има зад себе заинтересираноста и улогата на еден стар востанички војвода Смиле Војданов. А во самото Илинденско остание како мощни значајни личности се Спиро Олчев од село Дрмени, кој што бил задолжен за реонот на Горна Преспа, кој ги опфаќа селата Царев двор, Дрмени, па се до албанските села. Тој при повлекувањето стигнал да префрли околу 2000 луѓе на островот Голем град по Преспанското езеро. На островот се живеело слободно. Аскерот неколку пати се обидел да го гранатира островот, но безуспешно. А како одговор на островот јачало: да живее Македонија! Во септември 1903 година Спиро Олчев почнал со евакуирањето на населението, а потоа според наредбата и самиот се повлекол. Во Ресенско биле изгорени сите села. Само 3-4 биле оставени, каде што биле сместени турци. Спиро се движел од спротивната страна на езерото до Петринско, но вчера бил прогонуван од 3-4 илјади војска и затоа заминал кај Нивци, каде што дознал дека јас сум овде. Ја оставил дружината и со 10 души дошол да се видиме. По младотурската револуција отворил книжарница во Битола, која се затворила во 1912 година. Умрел во април 1954 година во Софија. По потекло од село Рудари, Калитеја сега по грчки, кое што е печалбарско семејство во Варна и кое што укажува дека уште во Варна почнале да се борат или фаќат за гуша со врховистите и дека централистичката идеја или припаѓањето на внатрешната македонска организација имало целосен ефект и авторитет и дека многу брзо во Варна го угаснале огнот на бугарскиот врховизам. Доаѓа во Македонија, поставен како војвода, бидејќи уште во Бугарија е обучуван во така наречените стрелачки дружини што ги формира Борис Сарафов и вежба гаѓање, одење по строј и слично, се додека 902 година не се растурени тие здруженија по инсистирање на рускиот амбасадор Бахметев, кој што ја следи руската политика од кон Македонија во смисла дека македонското прашање не може да се решава од страна на самите македонци, туку клучот е во Петроград, а не во Македонија или во Бугарија сред македонската емиграција. Кога го затворија Сарафов и кога го растурија стрелачкото друштво, јас си го работев занаетот, но едновремено и со голема ревност учествував во македонското друштво, држев предавања и имав наум и јас да се вратам во Македонија. Откако падна Сарафов, јас во Варна против врховистите се борев со најголем бес. Имавме работа со револвери и ками и со скршени стакла. Ангел Андреев, како подготвен во таа насока, станува војвода за долнопреспанските села. Неговите активности во прво време се против турските села и против гарнизонот во село Папли. Преспанско сега во Егејска Македонија или во Грција, на 4
километри најмногу од моето родно село. Имат тука, ако немаат успех да го совладат гарнизонот кој што имал 100 души на почетокот, а после етен паша од Лерин доаѓа со 5 до 6 илјади војска, а тоа барем тие чети не претрпеле неуспех. Или, како што рекол Христо Матов, што е филозофијата на востанието во Македонија? Не да ја победиме Турција, току Турција да не може нас да не победи, бидејќи е јасно дека не може да ја победат. Имено Ангел Андреев е пример во кој се покажува дека неговата чета не е победена, иако имала голем број на судари со турска жандармерија, со турски аскер, со турски потери и така натаму. Тој успева да ја одржи ова чета се до крајот на востанието. Кога веќе тоа востание септембар месец и слично се гледа дека нема подкрепа од европските сили и дека станува се по безсмислено да се продолжи војната заради тоа што наидува зимата, а не било собрано ниту житото, ниту другите, дека треба изгорените села да се санираат поправа за да може да се помини зимата. Таа зима пак обично така и била мощна, студена и сурова зима, и тој вели дека некаде кон средината на септември им рекол на момците да одат по дома, а и конечно од 19 септември веќе почнува распуштањето на четите. Тој заедно со еден свој четник тргнува надолу према Грција и поминувајќи ја турско-грчката граница веднаш уапсен во Трикала, тамо е уапсен и е притискан дека војувал против грците, поповите, учителите и така натаму, и дека добил наредба од Бугарија во таа смисла и дека е на некој начин наемник на Бугарија. Не ми верува дека сум македонец. Ти си од Бугарија, ми веле. Јас им реков, имам жена, деца, па нека проверат. Тие пак, не, лажиш. Вие не се борите за слобода. Вие убивате грчки учители, се борите против еленизмот, убивате попови. Говорив дека убиваме само шпиони во името на револуцијата и ништо друго. Не ми поверува и ме пихнаа во затвор. После 2 месеци испитување, затвори, понижување и слично, ги пуштиле, се вратил во Варна и карактеристично и убав еден момент има, ги завршува сите своји спомени со една реченица. Имам брат Ноче, инженер, изучен во Русија. Така да се каже и она што во семејството се издигнало највисоко, а примерот на Ангел Андреев и неговата борба завршува 1917 година, бидејќи во Првата светска војна тој е убиен, како што се убиени, например, и други револуционери, особено Христо Чернопеев и неговите чети. Практично и Ангел Андреев учествува во истите и он ја има судбината, што значи ги оставил коските во Македонија за земјата и неговата родина за која се борел. Никола влегол во Македонската револуционерна организација 1895 година. Според спомените на Борис Сарафов, Никола Кокарев во 1896 година уште се наоѓал во Цариград. Борис Сарафов го споменал Никола Кокарев во врска со посетата од бугарскиот кнез Фердинанд на Цариград, кога емигрантите одлучиле да поднесат молба до кнезот со дрска содржина, а имено да ги застапи правата на поробеното население во Македонија. Таа молба ја поднесол Кокарев и оттогаш почнале да го бараат за да го уапсат. Кокарев е координатор на сите нив,
Кокарев е чесен одан представник на револуционерната организација, но е во компетиција или во конкуренција со Славејко Арсов и имат недоразбирања, големи недоразбирања. Славејко Арсов ни ги објаснува со тоа што Кокарев Божем потпаднал под влијанието на Борис Сарафов и станал сарафист, а самиот Славејко Арсов не сакал да се сретни со Борис Сарафов. И воопшто не се сретнал, и тоа му било особено забележано од страна на Борис Сарафов. Па во таа смисла обвинувањата кои што се дадени за неморал на Славејко Арсов, а ги форсирал Никола Кокарев, Арсов ги оценува како оружје наменето за противникот во меѓусебните работи. Во секој случај, таа нивна кавга придонесува Славејко да остане во Ресенско и Горна Преспа, а овој да биде распореден во Долна Преспа, што значи да не се пречат во својата револуционерна акција. Во август 1903 година на Дупенската планина бил ранет. За да не падне жив во рацете на Аскерот, Кокарев се самоубил.